Добро вечер, Радовиш! Добро вечер за Социјалистичката партија, за ВМРО, ДПМН, за Здружената победничка коалиција. Почитувани радовишани, вие знаете дека е денеска 1 април, денот на маските. Интересно е да се слушне како се маскирале одредени луѓе. Бранко Црвенковски, например, се маскираше во Стево Пендаровски, не знам дали сте знаеле. Алија Ахмети сака и се маскираше во концезуален кандидат за председател. Тоа е Али Ахмети. Зоран Заев избега, како што избега од изборите и од ова такмичење избега, нема да учествува. Маската ќе си ја стави ако, не дај Боже, стане премиер на државата. Почитувани радовишани, вчера поминав низ општина Чаев и видов две плакати. Иако пишуваше на албански јазик, можеше да се разбере суштината од тие две плакати. Првата плаката на Дуи. Дуи повикува да не се гласа за председател на државата. Тоа е ставот на Дуи. Активно да бидат вклучени во оваа кампања за да не избереме председател на државата. Така ли се гради демократијата во Република Македонија? А зошто тоа го прават? Бидејќи не беше прифатено нивното барање за концезуален кандидат. Ако се прашувате што значи тоа концезуален кандидат, тоа значи неколку лидери за затворени врати да ни го бираат председателот на државата. Ние другите само ќе гледаме отстрана и ќе чекаме да видиме кого ќе изберат. Дали на нас ни се допаѓа или не ни се допаѓа, како граѓани на оваа држава, никој нема да не праша. Тоа е концезуален кандидат и ние викаме не за таков концезуален кандидат и такво нешто не прифаќаме. Другата плаката, исто така на албански јазик, беше плакатата на Стево Пендаровски, почитувани граѓани на Радовиш. Стево Пендаровски со таа плаката што сака да каже? Ако евентуално се пишманите и сепак решите да излезете и да гласате, гласајте за мене. Јас сум тој деме концезуален кандидат за председател. Стево Пендаровски е можеби и најконцезуалниот кандидат за председател. Дури и оние кои што го кандидираа за кандидат за председател, со концензус решија да не го поддржуваат. И затоа вака оди лево-десно сам, собира по 100-200 луѓе и се обидува да стане иден председател на оваа држава. И додека они си играат председателски избори, додека они си играат држава, ние имаме намера да ја сочуваме оваа држава. И за да ја сочуваме оваа држава, ние кандидиравме кандидат за председател, кој што до сега се докажал, кој што е честен и одговорен, кој што со своето работење покажал дека вреди да биде председател на оваа држава. Ние за кандидат за председател на оваа држава го бираме Ѓорѓе Иванов како досегашен председател на Република Македонија. Ние сме убедени и веруваме на во тоа, а радовишани тоа ќе го покажат на 13 април, кога масовно ќе излезат и ќе гласат за кандидатот број 1, за кандидатот за председател на државата, господинот Ѓорѓе Иванов. На Ѓорѓе Иванов државата му е пред се, на Ѓорѓе Иванов народот му е пред се и затоа народот на Република Македонија ќе ја даде својата доверба за Ѓорѓе Иванов, бидејќи на народот на Република Македонија си ја сака државата и на тој начин ќе ја заштити својата држава. Народот на Република Македонија ќе гласа за Ѓорѓе Иванов, а со гласањето за Ѓорѓе Иванов гласат и за Република Македонија. Да живеат граѓаните на Радовиш, да живеат граѓаните на Република Македонија, да ни е жива и здрава Република Македонија, да сте ни живи и здрави.